утро, вести во ОСУ. Два нон-пейпера кружат во Европската унија. Првиот на Мерц и Макрон, кој предвидува ограничено членство со отворање на фондовите и институциите без право на глас. Вториот од овој месец на 7 земји членки бара еднаков преговарачки процес за сите кандидати и без нови билатерални барања. Нов нон-пейпер за полесно и побрзо проширување што треба да се однесува и на македонските евроинтеграции. Се појави оваа недела во Брисел. Овој пат наместо ограничено или асоцијативно членство во Унијата, какво што изминативе неколку месеци го промовира германскиот канцелар Мерц. 7 држави членки предлагаат целосно членство на земјите кандидати без дополнителни услови, но со рамка за заштитни механизми за следење на напредокот. Документот, како што објавува Евроактив, е изработен од така наречената група пријатели на Западен Балкан, составена од Италија, Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Словачка и Словенија. Новиот нон-пейпер најверојатно е подготвен по состанокот одржан на 10 јули во Рим, на кој учествуваа министрите за надворешни работи на овие 7 држави, како и шефот на унгарската дипломатија, заедно со представници на 6 земји од Западен Балкан: Албанија, Босна, Македонија, Црна Гора, Косово и Србија. Според објавата на Евроактив, ваквиот документ целосно се спротивставува на оној на Мерц, зад кој застана и Франција, Холандија, Белгија и Луксембург. Во него се предлагаше постепен пристап до европските фондови и учество на единствениот европски пазар, присуство во институциите на ЕУ, но без право на глас. Концептот главно се однесуваше на олеснување на пристапниот процес за Украина и Молдавија. За разлика од тоа, овие 7 земји го отфрлаат секој пристап што би можел да создаде перцепција за кандидатури или членство од вторет и повикуваат на еднаква примена на преговарачките процедури за сите кандидати, без забрзани постапки и паралелни процеси. Треба да се избегнуваат нови барања, политички предуслови или дополнителни институционални чекори, бидејќи тие би ги обесхрабриле кандидатите и би го ослабнеле влијанието на Унијата во нејзиното соседство, се наведува во документот пренесен од Евроактив. Групата земји наведува дека заштитните механизми треба да постојат само доколку се засновани на објективни потреби, пропорционални, правно издржани и усогласени со целокупната институционална архитектура на Унијата. Рамката за заштитни механизми треба да се заснова на каталог на инструменти што ќе се подпираат на искуство од предходните проширувања и ќе бидат ажурирани во согласно со актуелните предизвици, со флексибилност за прилагодување кон специфичните околности на секоја земја кандидат, се наведува во документот. Сепак во него нема детали за временската рамка, ниту пак за конкретните чекори што земјите кандидати би требало да ги преземат за да го забрзаат своето зачленување во Европската унија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Расти на набавните и на продажните цени на основните прехранбени производи констатирал пазарниот инспекторат како на годишно, така и на месечно ниво. Затоа денеска владата на средба со дистрибутерите и производителите ќе бара одговори за покачувањата. Во дел од маркетите цените на рафтовите растеле побрзо од оние по кои се набавувале производите, но во последните месеци маржите почнале да се намалуваат, тврди министерот за економија. Контролата на повеќе од 700 производи што ја направи пазарниот инспекторат, споредувајќи ги податоците од мај лани со мај годинава, покажала дека просечните набавни цени пораснале за 2,6%, додека продажните цени се зголемиле за 4,5%. Тоа значи дека дел од растот на малопродажните цени на прехранбените производи и другите производи се зголемува поради бруто профитната маржа кој што одредени трговци ја зголемиле оваа година, односно кога се намалиле набавните цени, они не ги намалиле своите цени. Според Дурмиши, бројките за периодот од март до јуни годинава веќе упатуваат на поинаква состојба. Набавките поскапеле за 2%, додека на рафтовите поскапувањето било само 0,16%. За понеделник сме закажале состанок со производителите и со дистрибутерите за да зборуваме за продажните цени и набавните цени на големите количини. На седницата на Економско-социјалниот совет не се разговарало за владината потрошувачка кошничка. Дурмиши вели дека се уште се чекаат писмени забелешки од членовите на Советот, но очекува пресметката да биде готова до крајот на годинава. Од Сојузот на синдикати пак велат дека повторно биле прескокнати најважните прашања за работниците.
Долго време чекаме за поголема плата, подобри услови за работа и се тоа на што го очекуваат македонските работници и граѓани, но некако не беше точка на дневен ред, па дури ниво точка разно, туку повторно бевме оценети од премиерот дека не сме разбрали дискусијата и дека ќе биде подобро, а самиот тој кажа дека ако продолжи ваквиот тренд на демографија и имаме се помалку луѓе во државата, за 10 до 15 години ќе се случи катаклизма во Македонија и ќе останеме и без работници, и без плати, и без се тоа на што го разговараме денес. Ова беше 8 седница на економско-социјалниот совет во мандатот на владава. Мартин Арсов, Сител телевизија. Неочекувана оставка на уставниот судија Гоце Наумовски, кој влезе во највисокиот суд на земјава пред само 5 месеци. За оставката не го известил председателот на судот, туку спикерот на собранието, од каде беше предложен. Професорот по римско право Гоце Наумовски си поднесе оставка од функцијата судија на Уставниот суд. Неговата оставка утринава била испратена до собранието, а во неа Наумовски ги навел причините зашто предвремено го завршува својот 9-годишен мандат. Поднесувам неотповиклива оставка од функцијата судија на Уставниот суд од лични и професионални причини. Од Уставен велат дека судијата Наумовски не ги известил за оставката, дека повеќе нема да ја извршува функцијата, председателот на судот Дарко Костадиновски дознал од собранискиот спикер Гаши. До судот од страна на судијата Гоце Наумовски не е доставена официјална информација дека поднесува оставка. Судијата денеска беше одсутен од седницата. Официјална потврда не е пристигната ниту од собранието. Председателот Костадиновски единствено доби потврда за оставката во телефонски разговор од председателот на собранието Африм Гаши. Оставката на Наумовски го одложи гласањето по иницијативата за оценување на уставноста на делови од изборниот законник за платеното политичко рекламирање, закажано за денешната седница на Уставниот суд. Расправата за предметот се одржа минатата среда, но тогаш гласањето беше одложено заради отсуство на судијата Наумовски. Судот ги немал потребните 5 гласа за да биде донесена конечната одлука, дали ќе се поведе постапка или ќе се отфрли иницијативата поднесена од Левица. Наумовски влезе во Уставен во февруари годинава по предлог на собранието. Неговата оставка е втора во рок од неколку месеци. Во декември од Уставен замина Јадранка Дабовиќ, а во оставката напиша дека е заради лични и здравствени причини. По денешната оставка на Наумовски сега Уставен брои 7 судии. За целосна екипираност потребни се уште 20 судии. Инаку уште во март годинава Судски совет ја предложи апелационата судијка Меридика Георгиевска да биде судија на Уставниот суд, но нејзиниот избор во собранието се уште не е направен. Зоран Јаневски, Сител телевизија. И на овој тендер за набавка на 150 електрични автобуси се јавиле 4 фирми. Но дали тендерот овој пат е успешен, повеќе детали, како и други детали за компаниите, вице-премиерот Николовски најави за следната недела. 4 компании влегува во трката за набавка на новите електрични автобуси, со кои треба да започне обновувањето на јавниот превоз во земјава. По неуспешни 2 тендери, властите очекуваат овој пат постапката успешно да заврши и да донесе решение за долгогодишните проблеми со автобускиот превоз. Министерот за транспорт не сакаше да дава детали за 4 понуди кои пристигнале на повторениот тендер за набавка на вкупно 150 електрични автобуси и 75 станици за нивно полнење. Во понеделник јавно ќе ве запознаеме со извештајот и со наводите во извештајот и се надевам, навистина се надевам дека овој пат ќе е повикот успешен и дека ќе имаме успешна набавка на автобусите, имајќи предвид дека искуствата од минатиот повик се надевам се поука и за компаниите да подготват добра документација и квалитетна документација. Во моментот кога ќе го добијам извештајот, тој ќе биде споделен во јавноста, се друго мислам дека може да наштети на процесот. Според досегашните најави, 100 автобуси ќе бидат наменети за јавниот превоз во Скопје, додека преостанатите 50 ќе бидат распоредени во другите градови низ државата. Ако тендерот биде успешно спроведен, а договорот со фирмата која ќе ги испрачува автобусите потпишан месецов, фирмата има обврска до јануари следната година да достави најмалку 30 електрични автобуси и 15 станици. За секој за доцнување од предвидената динамика за остатокот од неиспорачаните автобуси и станици за полнење ќе се пресметува договорот
договорна казна во висина од 0,1% од вредноста на неиспорачаните автобуси и станици за полнење за секој ден за доцнување. Габриела Лескова, Сител телевизија.